И мислам дека тука кој ќе се погледнат состојбите во Балканот и покрај тешките зборови изречени од една или од друга страна во изминатите 10 години, зашто правиме сега 10 годишнина од Охридскиот рамковен договор, во последните 10 години Република Македонија не се разликува многу од другите држави од соседството. Значи имала успони и падови, но генерално најголемиот проблем воопшто што и се случи на Република Македонија војниот конфликт во 2001. И тој ако имавме поинаква филозофија, ако поинаку гледавме на различностите пред се меѓу нас и албанците. Дури сега излегуваат оние анализи дека можеби не требало да се укинат оние права што ги има пред 90-та, што ги добиле 76-та. Лошо е кога се учи на сопствените грешки, не се учи на тугите грешки. Македонија едноставно мораше да ја превенира и да ја спречи таа криза. Затоа што на крајот ако правиме некоја анализа на овие 20 години независна Македонија и каде е направена најголемата грешка, тој е убедливо најголемата грешка. Може ли да се припише тоа како греф на нашата десница? Таа наистина играше многу тврдо национално овие 20 години. Па десницата веројатно затоа што беше на власт по дефиниција кога се такви состојбите во државата го нема тој сенс како левицата и државотворноста да речеме на СДСМ. И мора да се признае дека во 2001 година начинот на кој го потцени проблемот владата на ВМРО-ДПМН доведе до кризата. Затоа што всушност владата тогаш на ВМРО-ДПМН не ги послуша советите на сите оние кои предупредува дека заради кризата во Косово и во Јужна Србија може да се прелее конфликтот и во Република Македонија. Тие тоаш говореа за релаксирани односи меѓу македонците и албанците, тоа беше фатално. Но што и да е 10 години подоцна, јас се плашам дека докрај не научивме таа лекција. Дали можеме да кажеме дека ВМРО-ДПМН го врти листот свој политички, на својата политичка агенда? Под палката на Никола Груевски, тоа ВМРО-ДПМН не е она старото националистичко ДПМН. Дали тука можеме да ја бараме причината зашто Груевски полека навлегува во вашиот левичарскиот политички простор, па се обидуваат со левичарски методи да го придобијат народот наместо порано да го обидуваат со националистички повици? Дали тука лежи таа причина зашто тој навлезе во левичарскиот опсек, па ви го зема вашиот терен? Не сум сигурен. Значи, едно е некој што сака декларативно да направи, но суштината ќе погледнете ако направите било каква анкета, не само да речеме една анкета што ја правеше една невладина организација сега скоро, која ги анкетираше само нашите сограѓани албанци. Значи, од сите премиери досега кои сме ги имале, најнегативна е оценката за Груевски. Значи, тој е актуелен и би требало да се земе тоа релевантно над 90. Ви имате најпозитивен рейтинг, мислам, таму. Во таа анкета, да, од премиерите во изминатиот период, но над 98% од албанците не се задоволни од начинот на кој Груевски пред се ги менаџира меѓуетничките односи. И тука, ако сметате дека тој е пофлексибилен кој албанците, тоа би бил мој субјективен суд. Сметам дека не е така. Но од друга страна, албанските политички партии покажа еден друг квалитет или слабост. Тие покажа, да речеме, дека можело во коалициона влада да се функционира и вака како што функционира Никола Груевски. Значи, со многу помалку компромиси, а со многу повеќе уцени на дневна база. За разлика од нив, сметам дека ние имавме еден сосема поинаков концепт, кој на крајот се види дека не е ни продуктивен целосно. Ако се гледа среднорочно и долгорочно, тој беше добар за стабилност на Македонија, но тој изиритира дел од македонската заедница. Тука пред се мислам на компромисот кој го правевме со ДУИ околу новата територијална организација, околу начинот на кој беше поделена владата, кој министерски... Се поставува прашањето зошто вие ги изгубивте гласовите кај македонското население кој што по дефолт треба да спадне во она што се нарекува левичарски дел од македонското население. Зошто вие немавте левичарски сенс доволно кај вас? Дали она теза што јас се зачнав со господинот Геровски кога беше тука, дека СДСМ поради долгогодишното владење, бидејќи вие сте наследник на СКМ, на комунистите, а тие владеат од 45-та, што се над 60-70 години власт. Дали сепак вие изгубивте онај додир со народот? Значи мислам дека сите, се извинувам се докажам, бидејќи сите вие што сте во раководството на СДСМ сепак сте
на некој начин од фамилии кои што сепак биле академици, професори, инженери. Имате заборавено како е да немаш куќа, да немаш пари, да гладуваш, а тоа кај ВМРО ДПМН не е случај. Тие се поблиску до народот, од секојаш. Ова е погрешна теза. Јас можам, затоа што ние двајцата не сме политички ривали, па не може да ја развијам докрај, но ова е интересна политичка теза која се обидува ВМРО ДПМН да ја пласира и во ова предизборие. Апсолутно, ако ги погледнете петте главни, да речеме, лика на ВМРО ДПМН и шестиот кој остана во сенка, да речеме Михајло Маневски, ниту еден од нив не е за жалење, ниту еден од нив не може да ви се пофали дека бил сиромашен и преку сирото питалиште стигнал до позиција. Што правеше 96-то Никола Груевски, се сеќавате? Тој беше статистичар во Греф или Шприцер, во драмата. Така? Имаме дори видео на YouTube. Значи, тој тргнал од обичен статистичар во една драма, преку жестока работа и вредност, така да кажам, тој достигнал до тоа да дојде до министер кој што ќе биде поканет од српската влада да им го воведе нивното ДДВ. Значи, тоа е успешен човек. Не, вие се обидувате да го глорифицирате Никола Груевски. Значи, јас Никола Груевски го познавам од периодот кога пред да стане статист. Значи, го познавам многу пред вие што говорите. Значи, кој што работел во периодот дека студирал, може да биде сега направено во некој холивудски филм како не знам какво достигнување. Но тоа е нормален развој на еден човек кој во тоа време веројатно не сонувал дека ќе се бави со политика. Зошто тогаш вашето претседателство на вашиот вебсайт до пред еден месец, кога ќе отидеш на sdsm.org.m кога ќе кликнеш на претседателство, зошто се појавуваше слика од целото претседателство сликано во Александар Палас? Зошто не се сликавте во некој хангар, во некоја нива некаде или меѓу некој работник? Зошто се сликавте во Александар Палас? Значи, зашто вчера Груевски не отиде во некој хангар да ја промовира манифестот? Ма тие се десница, јас вас се прашувам како левичар. Мене ме прашувате зошто ние не сме направиле тоа? Па ми дававте добра идеја, може би треба тоа да пробаме ако сметате дека тоа е она што е фалинка. Знаете како да се облечете за да одите на село? Па јас сум еден од оние политичари кои половина од својот мандат како министер го поминав надвор од урбаните средини. И не се срамам од потеклото и на мојот татко и мојот мајка кои можам да кажам дека се од село Сапотница или од село Стенче, некој што знае од каде се. Значи, мислам дека е погрешна тезата. Зошто една десничарска влада тогаш го диспрезираше факултетот, па ги доближи факултетите до малите градчиња, а од сега сам рекол ова е селска политика. Зошто Никола Поповски рече за ВМРО ДПМН дека е селска партија? Зошто таков антагонизам? Што го кажал Никола Поповски, сега ќе ви објаснам во кој контекст го кажа дека е земјоделска партија, дисперзирањето на факултетите почна во времето дека бев јас претседател на владата. Значи, дисперзиравме 5 факултети за да направиме универзитет во Штип. Тоа што ние го создадовме како предуслов го реализираше ВМРО ДПМН. И не е проблем тоа што го направи. Тоа што го направи во Штип, ќе го направивме ние. Проблемот настана кога продолжи дисперзијата неконтролирано. Иначе дисперзирани студии треба да има. Во кој обем, тоа треба да се процени. Мислам дека Македонија нова ниво на развој, врз основи на своето искуство што ги имам на факултетот Јустинијан I во изминатите 20 години. Република Македонија не може да биде светски шампион во проодноста на оние кои ќе завршат средно училиште и над 90% да се запишат на факултет. Едноставно сметам дека тоа не е добар концепт. Треба да се обидеме да го подигнеме нивото на образование. Одлично е што имаме задолжително средно образование, но да не правиме врз основа на желбата да имаме што повеќе високообразовни кадри, да го гледаме квантитетот како принцип. Јас сметам дека побитно за Македонија да има квалитетно високо образование. Се задржуваме уште на таа моја теза што ја зачнав и се обидам да ја бранам упорно цело време. Кога го купивте вашиот прв автомобил, господине Бачковски? Кога го купив? И што беше купив Рено 4 на своите 27 години. Која година беше тоа?
Тоа беше 97-та, тоа беше половно Рено 4 кој го донесе еден мој пријател од Словенија и го купив со моите први примања како асистент на правниот факултет. Нели ве изнервира фактот кога дознавте која цена се продава тоа што половно возило? Зошто аудирам на она зашто СДСМ никогаш не го сруши она забрана за увоз на половни автомобили? Зошто требаше десничарска влада да дојде да донесе левичарски потек? Тоа е народот да може да се купи едно голф тројче за цена претходно што чинеа нашите југо четврки. Тоа што јас го говорам, да купиш половен автомобил во периодот за кој говориме